Повеќе статистички, но и практични параметри покажуваат дека на планот на меѓуетничките односи оваа земја е сосема различна од тоа што беше пред 2001 година. Сепак еден од главните предизвици е како правото на користење на мајчиниот јазик од фактор на интеграција на државата да не се претвори во фактор на дезинтеграција на општеството. Проблемот е наизразен во образованието, каде поделбата е до ниво во кое учениците од различна етничка припадност се поделени во различни смени или дури и во одвоени објекти за да немаат меѓусебна комуникација. Зоран Јовановски за еден пример што можеби најавува промени во позитивна насока и во овој сегмент. Азам Исени е од Рачиново, Ермира Дерњани од Косово, Ангела Ангелевска и Ангела Ефтимова се од Куманово. Четворицата учат во средното училиште Боро Петрушевски во Скопје. Наставата овде се одвива на македонски и на албански јазик одделно, како и во сите етнички мешани училишта во земјава. Но двата класа во кои тие учат стануваат еден голем клас на часовите по техничко цртање. Тогаш се заедно во една училница, а наставата тече паралелно на двата јазика. А за точките се поставуваат токму на оние места каде што сакаме да ги означиме местата каде што е поделен објектот. И кеми tre lloje të kuotimit. Kuotimi I parë është kuotimi me ndihmën e shigjetave të cilët paraqiten në fund. Ora e përbashkët me palën Maqedonë, ose më pëlqen shumë. Vizatimet që I bajmë dhe profesorët janë shumë të mirë. Сите се запознаваме, учиме нови зборови, тие на македонски, ние на албански. И многу е интересно на часовите и професорите многу добро предават. Учениците признаваат дека непознавањето на другиот јазик е голема пречка, а заедничките часови им помагаат да ја надминат. Комуникацијата малку е проблем, затоа има што некои што не знаат многу македонски или ние што не знаеме некој друг јазик. Кога се сретнеме во така некоја ситуација, некогаш е тешко да се разбереме. Kemi kanë ndodhur dhe në përpushime të qëndrojmë bashkë, të bisedojmë, të mësojmë gjuhën maqedone ose e kundërta maqedon të mësojnë gjuhën shqipe, kështu dhe komunikimi bëhet më I mirë. Освен по овој предмет, заеднички им се и часовите по англиски јазик и по физичко. Професорите поминале обука за ваква настава. Клучните термини мора да ги напишеме нели на албански и на македонски јазик. Целта ни е да пренесеме наставната единица, меѓутоа и дел од термините што се стручни нели да се научат и на другиот јазик. Така им помагаме на учениците полесно да ја совладаат материјата и да можат да почнат да комуницираат меѓу себе. Po të themi të drejtën nuk është e komplikuar për arsye se të njëjtën çka e ligjeron kolegja në gjuhën maqedone, të njëjtën ne e kalojmë edhe në gjuhën shqipe. Учениците и досега имале заеднички во наставни активности, како екскурзии, но од минатата година првпат се заедно на овие часови од редовната настава. Ова форма на настава природно некако се наметнува да е повозможно на предмети кои што не се толку наративни. Значи не случајно ги одбираме и овие предмети кои што на некој начин методологијата на самата содржина на предметите дозволува да се реализира наставата да не губи на квалитет. За ваквиот начин на настава, училиштето има поддршка и од родителите. Можам да ви кажам, децата се пример за сите останати и за возрастните, како на кој начин треба да се дружиме и како они функционираат, тоа треба да се види само. Вакви часови се одржуваат уште во 5 други училишта во град Скопје. Меѓу нив е средното училиште Здравко Цветковски. Nëse dëshiron të shoqërohesh me një të nacionaliteti tjetër, si shqiptari me maqedonin apo maqedoni me shqiptarin, nuk është rënd. Në fillim ndoshta nuk mund ta dish gjuhën, por me kalimin e kohës se kupton edhe e mëson. Важно ни е, бидејќи понатака ќе се сретнуваме секој ден на факултет, на работа и комуницираме со нив со што се навикнуваме за понатака во животот. Двете професорки, македонка и албанка, им објаснуваат како да ја измерат и нацртаат макетата на училиштето, која децата претходно заедно ја направиле. Mund të them se është shumë mirë, për arsye se jemi profesor të njëjtës lëmi, të njëjtin profesion, kemi shembull mendime të ndryshme, pastaj I gëshëtojmë mendimet tona,
arrim deri te një pikë e përbashkët dhe të njëjtën arrim t'u përcjellim edhe nxënësve, po gjithashtu edhe nxënësit e kanë mundësinë që prej dy profesorëve të marrin më tepër njohuri se sa prej një profesori. Тие се од исти класови, стручни паралелки, архитектонски техничари, дизајнери, како што кажав, имаме геодети, се со поглед на подобра комуникација, разбирање на самите ученици. Со ваквите часови можеме, мислам дека да го постигнеме сето тоа. Родителите сметаат дека заедничките часови се важни за личниот развој на средношколците. Sigurisht që i përkraj, për shkak se fëmijët tanë do thotë përgatiten, ofrohen me njëri tjetrin, e njohin më mirë njëri tjetrin. Според директорката на училиштето, токму родителите и семејството се важен фактор во овој процес. Значи, онака како што на децата дома ќе им се презентира дека ученикот до мене не ми е непријател затоа што е друг етникум, нели? Тогаш и ученикот многу полесно тој ќе го свати. Джевахире Пруси Зајази од Македонскиот центар за граѓанско образование вели дека ова не е само проект поддржан од странски донатор, туку е процес, чија цел е да се покаже дека интегрирано образование е можно во нашиот образовен систем. Ние сакавме на сигурно тло да провериме дека ова е можно и тоа ни се докажа минатата година, значи за една година. Целиот процес го започнавме и тоа е доброто заеднички со институциите. Не сме сами, значи не сме дошле како проекти или донатори да доаѓат и да велиме дека вака треба да се направи. Да дадеме насоки, туку тоа заеднички ги креираме насоките, го фацилитираме процесот и затоа се ваквите резултати постигнати. Активности за меѓуетничка интеграција во образованието се реализираат во сите основни училишта во земјава, но не секаде ги даваат очекуваните ефекти. Ова е основното училиште Кирил и Методи во Тетово. Во него бројот на ученици кои учат на македонски наставен јазик од година во година драстично се намалува. По војниот конфликт во 2001 година, родителите македонци избегнуваат да ги запишуваат своите деца во ова училиште. Педагогот Вера Станоевиќ овде работи речиси од самото основање на училиштето пред 3 децении. Вели дека од секогаш имале вкупно околу 1000 ученици. Во 90-тите имало ист број паралелки на двата наставни јазици, но оние на македонски биле со поголем број ученици. Со текот на годините се полека се менуваа работите и сега имаме по 3 паралелки на албански јазик, а по 1 паралелка на македонски јазик, од 1 до 9 одделение. Но голема е разликата во бројноста на учениците во паралелките. Соодносот е 1:6, или поточно, во училиштето учат вкупно 971 ученик, од кои 836 на албански и 135 на македонски наставен јазик. Се направи една грешка во минатото, кога можеби некој ќе ми се налути поради тоа, се одвои всушност училиштето Братство и единство во две згради и ги раздвои учениците, едните учат на македонски, само едните на албански. И бидејќи беше такво времето, тогаш беше време на конфликт и такви работи, многу родители македонци побрзаа да ги запишат децата во училиштето Братство, затоа што е чисто македонско училиште, што го сметам за сосема погрешно. Станоевиќ вели дека проекти за меѓуетничка интеграција во училиштето се реализираат со години. Така се подобрил односот меѓу учениците, но оние од наставата на македонски јазик тешко се враќаат. Не можеме да живееме во некој реален свет. Каде ќе продолжат тие деца да се школуваат во иднина, кога ќе завршат основно училиште? Пак ќе мора да продолжат да се образуваат во средно училиште, каде што се мешани, нели, мултиетнички. Па и на факултет исто, па и животот. И каде и да стапнете на било која улица во градот, вие мора да се соочите со луѓе од други националности. Gjithë tetovarët duhet ta dinë se shkolla Kirill dhe Metodi ka rrezik për të mbyllë paralelet maqedonase. Hajde ta shohim patriotizmin. Në rast se prindërit prej Migjeni ose prej Kikish i bin këtu, ajo është patriotizëm. Ose e kundërta, gjuhën shqipe. Rrezikohen të një shkollë, është mirë prej kësaj lagje t'i çojnë kudo, në Reqicë do t'i çojmë.
осе дикун тjetër, veç në interes që mos mbyllen paralele. Po mbyll një paralele, atëherë është shumë vështirë që të hapet. Од Македонскиот центар за граѓанско образование велат дека она што дало добри резултати во едни треба да се примени и во други училишта. Ова што се случува со град Скопје во средните училишта е многу добра практика и добар пример да се покаже дека преку соработката на наставниците и обезбедувањето услови на учениците заедно да соработуваат, нема да има потреба од заминување на учениците од тоа училиште во друго училиште. Тоа што средношколците од 6 скопски училишта покажуваат волја да учат заедно, бил мотивот град Скопје неодамна да донесе стратегија за развој на интегрирано образование до 2024 година. Може би најбитен документ во изминатите 2 години, ако гледате со некои поинакви перцепции, што е една од обврските на градот или на градоначалникот, ако сакате. Така што во тој документ е развиена и стратегијата, меѓутоа е развиена и динамиката со која што ќе се одвива системот на интегрирано образование на децата. Процесот на меѓуетничка интеграција во образованието во училиштата попознат како МИО е започнат од 2011 година. Тој е дел од законите за основно и за средно образование. Целта за целосно елиминирање на етничката поделеност и паралелните светови меѓу учениците е амбициозна и засега далеку од остварена. Но барем има позитивни почетни примери.